на Газибоба, Боман Стевковски, градоначалникот, ова утро е во студиото на Македонска телевизија. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и можноста да разговараме за актуелни теми за општина Газибоба. Поздрав до гледачите на утринската емисија на Македонска телевизија. Една од поголемите општини во Скопје, една од општините во кои што интензивно се работи во изминатиот период, во тек е летниот период од годината кој се смета нели за отворена сезона за реализирање на проекти. Според вас најавивте историски најуспешно работно лето за општина Газибоба, па што досега се изгради во текот на оваа, ќе ја наречеме, градежна офанзива? На почетокот на летото, преку едно видео обраќање до граѓаните, најавив голема градежна офанзива која што ќе се реализира во општина Газибоба во рамки на овие 3 месеци во летниот период. И доколку погледнеме наназад, изминатите 2 месеци ќе видиме на дело дека она што го најавив се реализира. Накратко ќе соопштам јас дел од проектите што веќе се реализирани, што во моментов се реализираат низ општина Газибоба. Започнавме голема активност за асфалтирање на над 30 локални улици на територија на општина Газибоба. Во изминатиот период се реализирани 2 проекти, односно се асфалтирани краците на улицата Антон Попов во Ченто, се асфалтирани краците на улица Сава Михајлов, потоа направивме целосна реконструкција на мал терен за фудбал во Кирил Петрушевски, исто така се реконструираше и детското катче. Се направи енергетска ефикасност на дел од основното училиште Стив Наумов во автокоманда. Исто така во автокоманда изградивме паркинг простор на површина од над 700 метри квадратни. Изградивме спортски терен на подлога од вештачка трева во населеното место Инџиково. Отворивме нов оперативен центар на јавното комунално претпријатие за прв од ваков тип во Македонија, во кој што имаме простор за сервис и паркинг простор за механизацијата. Имаме работилница која што е опремена со најсовремен алат и како локална самоуправа произведуваме само урбана опрема, која потоа поставуваме во урбаните и во местните заедници. Изградивме катче за одмор и рекреација на булеварот Александар Македонски. Изградивме фитнес зона во Колонија и продолжуваме со изградба на детски качиња фитнес зони во повеќе населени места на територијата на општина Газибоба. Изградивме 7 спортски терени со подлога од вештачка трева, она барање што беше од граѓаните во секој мало да имаме спортски терен на кој што ќе може да рекреираат и помладите и повозрастните генерации. Веќе интензивно го спроведуваме втора година поред. Значи 7 спортски игралишта на подлога од тартан се изградија кај лимените згради на предпоследна 45-ка во Ченто, во Јурумлери, во Пуста кула во Трубарево, во Трикуки во Ченто исто така, спортски терен на подлога од вештачка трева кај Света Лидија, спортски терен на подлога од вештачка трева во Чукурмало во Трубарево и спортски терен на подлога од тартан во автокоманда. Во периодот работиме на поставување, како што споменав, на детски качиња. Во моментов се прават припреми за поставување на детските качиња во автокоманда Железара, Керамирница, Црешево и Гоцеделчев, а продолжуваме понатака и со поставување на такви детски качиња во повеќе други урбани населени места. Секој раководител на нешто, а вие сте на одговорна функција, раководите со една општина со голем број на граѓани, има некакви идеи и планови пред да стапи на функција, пред да дојде на позиција. Предпоставувам ќе се согласите дека многу е полесно да се најави отколку да се изреализира, бидејќи во текот на мандатот се соочувате со секакви пречки од секаков тип, па на половина од 2023-та, околу година и пол сте на вашата функција. Ако направите ретроспектива, што е она од кое што сте задоволни или колку сте задоволни од досега сработеното? Пред граѓаните на локалните избори, како сериозна политичка партија, наставивме со изборна програма и јас често знам да направам споредба што е она што е сработено од почетокот на мојот мандат до ден денес и со задоволство можам да кажам дека 2023 година е поуспешна од 2022 година и искрено посакувам секоја наредна година да биде поуспешна од минатата година. Навистина работиме на рационализација на буџетот. Најголем дел од средствата во буџетот се алоцирани за капитални инвестиции и се надевам дека во овие до крајот на овие 2,5 години од мојот мандат Газибоба ќе прерасне во една урбана и модерна општина која што ќе биде посакувано место за живење во Скопје. Исто така работиме по план и визија, како што споменав, и во интерес на граѓаните, бидејќи често знаеме да кажеме дека локалната самоуправа припаѓа на граѓаните и тие навистина ни дават навигација како да функционираме во наредниот период. За сите реализирани проекти од почетокот на годината до месец јуни изработивме еден граѓански информатор кој што го може издаден во печатна верзија. Да, може камерата да го регистрира овој магазин, ова списание. Не е списание или ќе биде списание. Граѓански информатор во кој што публикација.
во изминатиот од почетокот на годината се ставени сите проекти што сме ги реализирале со цел нормално граѓаните да бидат информирани, бидејќи тие се даночни обврници, на крајот од денот треба да знаат каде завршуваат нивните пари. И она што со гордост можам да го кажам дека нема населено место во кое што нема реализирано проект низ општина Газиба. Вие сте градоначалник. Градоначалниците се избираат непосредно. Градоначалниците се лице на општината, лице на населбите, лице на секоја куќа, на секоја зграда, на секој стан, на секој дом, на секој еден човек од една општина. Не ли ви пречи што толку многу треба да се гради? Кога ќе заврши изградбата на Македонија? Зборуваме за основни современи потреби, зборуваме за 21 век, а ние се уште се во наводници фалиме со асфалтирање на улици и со изградба на канализација. За жал можам да соопштам дека Газиба во изминатиот период многу малце се градела. Како што спомнате вие, имаме населени места кои што се уште без вода за пиење, имаме населени места кои што се уште немаат фекална канализација, односно поголем дел од руралните населени места се уште немаат фекална канализација и се уште имаме неасфалтирани улици низ општина Газиба. Затоа јас акцентот и во изборната програма, меѓутоа и во креирање на буџетите изминатите 2 години го ставам на капитални инвестиции во делот на подземната инфраструктура, фекална атмосферска канализација и водоводни системи и секако во подобрување на патната инфраструктура. Во изминатиот период започнавме со изградба на фекални канализации во населеното место Смилковци, каде што комплетно ја завршивме фекалната канализација и ја пуштивме во употреба прочистителната станица. Исто така работиме на изграда на фекални канализации во населените места Гоце Делчев, Јурумлери, Трубарево, Чукурмаало и Црешево. Во наредниот период, за многу кратко денес, започнуваме со изградба на третата фаза од фекалната канализација во Црешево со цел комплетно ново населено место да биде покриено со фекална канализациона мрежа и потоа идеме кон следниот чекор изградба на прочистителна станица за ова населено место кој што ќе биде понатаму и за населените места Страчинци и Винич. Исто така во Страчинци се реализира голем проект за изградба на фекална канализација во должина од 6 км и комплетно ново населено место исто така ќе биде покриено со фекална канализација. Навистина тие проекти изискуваат големи финансиски импликации, меѓутоа ние како одговорни носители на функции мораме да размислуваме така, бидејќи и жителите во урбаниот дел и жителите во руралните средини заслужуваат еднаков третман и еднакви услови за живот. И заслужуваат веќе да нема рурални средини во Скопје. Барем во Скопје, секако и во целата Токму република. така, како што спомнав, нашата цел, односно мојата цел е во наредниот период Газиба да претвориме во една модерна и урбана општина каде што ќе имаме сите основни услови за живот. Исто така, жителите на Брневци се уште немаат питка вода за пиење. Јас би кажал за отприлика 10 на дена до 15 денес започнуваме со активност за обезбедување на питка вода за пиење за ова населено место, односно поврзување на бушотината со резервоарите и конечно ова населено место ќе биде решено во однос на водоснабдување и питка вода за пиење. Добро, каква е реакцијата на луѓе кои што живеат во и околу Скопје кога ќе добијат еден ваков современ проект, односно проект кој што ги обезбедува основните параметри кои што се потребни за едно нормално живење во овие години на 21 век? Навистина, јас како градоначалник и администрацијата често сме на терен и ги слушаме барањата на граѓаните, имаме функционални местни и урбани заедници. Тоа е работа, нели? Токму така. Имаме функционални местни и урбани заедници и навистина гласот на народот многу ми значи. Често сум на терен и она што го слушам ме прави среќен и ме мотивира дополнително да реализираме проект повеќе. Навистина, можеби невкусно е да разговараме за недостаток на вода за пиење во 21 век, меѓутоа реалноста во Газиба е таа и ја настојуваме час поскоро сите населени места да ги покриеме со водоснабдување и со изградба на фекални канализациони системи. Тоа е она што беше сработено досега. Најавивте дел од проектите, може ли уште нешто да најавиме што може да се очекува до крајот на годината, што е битно за општината? За сега сме на половина од годината, не чека уште би рекол 4 месеци активна градежна сезона во тековнава година, да го надминеме оној социјален елемент или социјалната разлика на учениците и да им помогнеме на родителите. За прв пат општина Газиба оваа година ќе подели 6800 ученички униформи за учениците од основните училишта. Ќе продолжиме со асфалтирање на локалните улици во повеќе населени места, ќе се асфалтираат локалните улици во урбаната населба Хиподром 2, зашто имаме определено веќе економски оператор, чекаме уште МВР да го одобри сообраќајниот проект. Ќе изградиме голем спортски центар во Хиподром, во кој ќе се содржи од два спортски терени, детско каче, фитнес зони, партерно уредување на целиот простор. Спомена дека ќе започнеме со изградба на фекалната канализација во Црешево третата фаза
населеното место Булачани ќе добие филтер станица за водоснабдувањето. Очекувам многу скоро денес да започнат и градежните активности за обезбедување на питка вода за пиење за населеното место Брнјарци. И секако еден од поклучите проекти што можам да го најавам за оваа година е поставување на камен темелник за нова детска градинка во Трубарево. Паралелно работиме на изработка на урбанистички проект за изградба на детската градинка во Инџико. Една од најголемите болки македонски и на почетокот на минатиот век и на почетокот на овој век е оцелувањето на населението. Имате ли информација, бидејќи сте локална власт, имате ли информација со каква структура на население има во вашата општина и се прави ли нешто младите да останат, ако не ни оди многу добро на генерален план, барем на микроплан, се обидувате ли нешто да направите за да ни остане иднината тука? Навистина, оној екзодус што се случува во Република Македонија со иселувањето на многу млади брачни парови, на многу семејства е за зачудување и за размислување, би рекол, на носителите на јавни функции, особено од аспект на централна власт, бидејќи тие се креатори на централните политики кои што допринесуваат за подобар, треба да допринесат за подобар животен стандард на граѓаните. Ние како локална самоуправа воведовме неколку мерки со цел да излеземе во пресед на граѓаните. На крајот на 2022 и на почетокот на 2023 година воведовме еден социјален пакет во кој што давме финансиска поддршка на жителите за субвенционирање на дел од трошоците за електрична енергија. Дополнително даваме финансиска поддршка за основање на стартап фирми, за даваме финансиска поддршка и за студенти инноватори, односно се она како локална самоуправа што можеме ние да го креираме и да го одвоиме од нашиот буџет, го ставаме на располагање на бизнис заедницата и на младите луѓе кои што сакаат да основат сопствен бизнис со цел да возможиме тие луѓе да продолжат да функционираат и да се развиваат, особено во општина Газево и градот Скопје. Младите ни се иднината, секогаш било така, од секогаш било, секогаш ќе биде така. Се наоѓаме во екот на летото, а во општина Газибаба, која е позната по бројните културни настани, претпоставам дека нешто се подготвува, се крчка во планот. Кои настани може да ги издвоиме, културно лето, нешто слично? Општина Газибаба би рекол дека една од скопските општини со најбогата културна програма. За таа цел се реализира голем дел на културни настани манифестации изминатиот период. Значи имавме меѓународен фолклорен фестивал на почетокот на летово, имавме културна манифестација Петровденски честувања, имавме манифестација по повод земјотресот, односно Денот на солидарноста, а до крајот на летото, односно крајот на август ќе организираме на голем број на културни настани кои ќе опфаќаат различни жарнови на музика со цел овозможување на едно дружење на сите генерации на жители во општина Газибаба. Утре Илинден. Како е поврзана општината со Илинден, поврзана ли некако, ќе се празнували, ќе се чествували? Ќе одбележиме ние со положување на цвеќе, ќе имаме централниот настан ќе биде во Крушево, така да некако локална самоуправа ќе се положиме цвеќе да одбележиме овој ден. Еден од најголемите денови на Македонија, на нашата историја, си го честитаме и благодариме Бобан Стевковски, градоначалник на општина Газибаба. Бевте гости на Македонија на утро, ве повикуваме повторно како и денеска во нашата емисија со другите емисии кога ќе имате нешто актуелно и содржано некој проект, што и да е, ви стоиме на располагање, вратите на ова студија се секогаш отвори. Благодарам на можноста да продискутираме и да ги информираме граѓаните за она што се работи во општина Газибаба.